Почитувани граѓани на општина Неготино, денеска ќе ви дадам една информација за седница која се одржа на 17.7.2026 година, тоа е петок во 15 часот, или тоа е 11-та редовна седница во општина Неготино. Станува збор, една од точките на дневниот ред беше која предложена од градоначалникот на општина Неготино Марија Нацева, да се доделува бесплатен оброк на учениците до пето одделение од основните училишта во општина Неготино. Имаше бурна расправија помеѓу советниците од ВМРО, СДСМ и од Левица и на крај се јави за збор и јас. Од председателот на Советот ми беше кажано дека јас немам деловна способност и не може да го разберам тоа. Нели? Тоа е нејзино право легитимно, се може да каже што сака. По другата работа е дека да доделуваме бесплатна помош, тоа е бесплатен оброк на учениците до пето одделение во основните училишта. Се поставило прашање и беше поставено прашање дали тие пари ќе бидат од буџетот на општина Неготино или од буџетот на основното училиште Страшо Пинџер и Гоце Делчев, и дали ако е нивниот буџет, зошто ние со кое право го однудуваме. Од градоначалничката Марија Нацева ни беше кажано дека тоа се јавни предпријатија и они се дел од буџетот на општина Неготино. Да, тоа е факт. Ама да не заборавиме, Марија Нацева, граѓани на општина Неготино, советници од ДПМН, бидејќи они гласат што ќе му кажат, уште не прочитано, а високиот функционер Мирче Ризов, Александар Стојанов и Игор Николов, тие сите да не ги бројам наред, спасијка, се извинува, они дигнат без да знаат за што гласат. Тога се побунив дека не се слагам со буџетот на општина Неготино и реков, ајде, чим да не бидам јас проблемот за буџетот на општина Неготино, еве ќе бидам деветиот кој ќе гласам. Јас сега не гледам, бидејќи добро ги познавам ставките на буџетот на општина Неготино, нигде во никоја ставка не може да видам и во никоја програма дека ние во буџетот сме донеле одлука и во буџетот сме предвиделе бесплатен оброк во училишта Страшо Пинџер и Гоце Делчев. Значи, за што станува збор? Се, кај што има нешто, се промукнува да има криминалци вака, да се издутне со непознавање од советниците, нели, од другата работа и да помине некој предлог. Како прво, ја не сум против за бесплатен оброк за учениците на децата од основното училиште, бидејќи сум го кажав тоа и на седници, 100 пати сум го кажал, се поставало прашање, безбедноста на тоа јадење, да не стане како гостивар да се заструиме, и како што беше и во ТЕЦ Неготино и во сите работи, па да дојдат и до смртни случаеви, не дај Боже. Втората работа, училиште Страшо Пинџер и Гоце Делчев не се спремни, нема такви којни, нема такви објекти каде што може да се послужува и да се готве храна, бесплатен оброк за децата во основните училишта. Од градоначалничките беше образложено дека тие ќе се носат со достава, со вака, со така. Не со достава, и со свети достава, и со кетеринг да носат. По сите работи, моментално ги немаме тие устови за тоа. Прво треба да се направат устови. Кој тоа ќе го контролира тоа сето, или станува збор за приватен бизнес. Зошто го правам овој прес? Да знаат граѓаните, бидејќи имав доста пораки од граѓаните, доста приоѓање и ми викат дека тоа нема да дават на нивните деца да го користат тој бесплатен оброк, бидејќи тоа ќе биде од пекарата Рајче,
каде што они си прават бизнис и од нив ќе носат денеска ваква пупка, утре серенатка со овај сите работи. Граѓани на општина Неготино, дај да видиме ако се распише тендерот, да видиме дали е тој бизнис, дали таа компензација од предизборен и постизборен подкуп. И јас не се слагам исто со таква работа, бидејќи има методологија во законот за храна и ветерина, има обезбедено како се дели оброк на децата, кои вредности, методологија, сите работи. Околу тоа нема ништо, него од ДПМН да почнеме, вика, од негде. За да почнеме од негде, прво треба да работиме по буџетски календар, да донесеме одлука, таа е незаконита одлука, значи треба да го внесеме тоа во буџетскиот календар. И на крајот се побунив дека тие од 5, 6, 7, 8 и 9 одделение, сега колку има основните училиште, значи тие ќе гледат и кажат дека ако брат и сестра, едното е 5, другото е 6 одделение, тие ќе гледат ли, едното братче ќе јаде, другото нема да јаде. И кажав како на Јонче Христовски на седници, го кажав тоа песното, едно јаде, 9 жвака. Граѓани на општина Неготино, значи тоа се приватни бизниси кои сакат да ги реализират и се што може да се чалнат пари, се да се чалнат. Значи, знам што зборам, знам што говорам. Значи, да немаш никој вкусов, да немаш ништо од се тоа, има текнало новиот ДПМН, ќе гласаме бесплатен оброк. Тие не се ваше пари, буџетот е на граѓаните на општина Неготино. Има ли ден дека кога ќе разберете ви од ДПМН советниците, почнувајќи од Александар Стојанов до Спасијка, до Ивана, до високиот функционер од ВМРО Мирче, до Сонја, до Игор Настов, координаторот, треба да разберете дека буџет на општина Неготино работе по основ на буџет. Градоначалникот има право да предлага некои работи, советот ги усвојува, али во законските рамки и во буџетот. Значи, во буџетот нема ставка, не познавам ја ставка, не ја гледам, ако ја знаат, кај ще ја да видиме граѓаните. А немој да се замајавате дека сте толку хуманитарни и дека ќе терате. А другото, на седница кажа, ако ви тоа се направи, другиот дел, јас ќе го финансирам уште 2000 евра за децата за храна. Уште 2000 евра, го кажам, стоje тоа сето. И сега немој да работите, да носите незаконита одлука, која нема благе везе ниту со буџетот, ниту со буџетскиот календар работите. Покажете од ДПМН во која ставка ние сме предвидели за буџет за 2026 за бесплатен оброк на учениците во Страшо Пенџур, или ќе продаваме од пупките на председателот на Советот на општина Неготино од нејната пекара Рајче. Граѓани на општина Неготино, значи службата МВР ОВР Неготино мора да работи и треба да работат институциите на Република Македонија, па да видиме по кој основ и со кои пари тоа ќе биде платено или распишан тендерот. Значи, тендерот се знае, се распишува во добро Министерство за финансии од програмата на буџетот, од кај ќе се финансира, дали од Влада на Република Македонија, дали од буџетот на основните училишта, дали од буџетот на општина Неготино. Тоа на седница ништо не се кажа. Граѓани на општина Неготино, бидете живи и здрави. Ајде да почекаме, граѓани не се нервирайте, ќе видиме дали пупките ќе бидат од Рајче. Уште еднаш ви посакувам добро здравје, Неготино вечно, Македонија вечно. Јас, Љубе Темелков, ќе ви известувам за секоја информација, за секој поточен буџет од општина Неготино, бидејќи во мојата кампања ја кажав дека ќе бидете информирани и за се. Уште еднаш да кажеме дека во општина Неготино, во Советот
и во општина Неготино има предизборен, изборен и после изборен откуп. Значи, ние сме проблем и ствараме проблем безбедноста на Европската Унија и на Обединетите нации. Ова ствара проблем на безбедноста на Обединетите нации и на Европската Унија со нашите одлуки кои ги носиме и со нашиот предизборен и после изборен подкуп. Значи, Неготино мора да ја доведеме да биде во здрава, чиста и развиена средина. Имајте добар ден, добар викенд.